Ни пристигна првата гостенка. Ружица пред малку спомена дека второто вклучување Линковско го посветуваме на тема уметност. Ние за уметност една говориме на редниви минути во Македонија наутро, имено на 15 април со почеток во 18 часот и 30 минути. Сдруженијето на улична уметност театрос се чини на најубав начин ќе го одбележи светскиот ден на уметност. Бројни живи статуи ќе бидат поставени на улица Македонија. Како е организирана програмата, што се ќе може да се види, дознаваме од Инџи Николовска. Добро утро, Инџи, добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро и добро ве најдов. Докаде се прво подготовките, како ќе изгледа улица Македонија в понеделник? Сега, впрочем, ги правиме последните подготовки за пристојно и достоинствено да го одбележиме Денот на уметноста в понеделник. Би можеле скопјани, но и сите оние кои што во понеделник ќе се најдат во Скопје, во центарот на градот, да видат бројни актови, кои многумина од нив ќе бидат нови, премиерновите ќе може да се видат во понеделник. Денот на уметноста оваа година решивме вака да го прославиме, односно преку неколку актови. Актовите за кои што се подготвувавме се инспирација нормално од нашето секојдневие, односно на тивок начин, но сепак ќе бидеме гласни преку нашите актови. Ќе го изразиме сето она што всушност и нашите сограѓани го представуваат, односно секојдневниот бес можеби, лутината, моките, надмоките, немоките, како и смејата и лудоста. Колку уметници ќе имаат свој перформанс во понеделник? И успевате ли да мобилизирате доволен број на уметници? Успеваме и оно што е искрено и мене ми е многу драго како млад артист, а тоа е дека од перформанс во перформанс има се повеќе млади креативци кои што ни се приклучуваат на трупата. Успеваме, односно имаме околу 15 на колеги артисти кои што ќе настапиме в понеделник, а потоа се разбира од следниот месец исто следува и Статуа фест, сега да го најавам, така што има бројни настани кои што ќе ги одбележиме оваа година и ова лето. Велите перформанс, што подразбира подготовката за еден перформанс? Колку време е потребна на еден уметник или еден артист за да се подготви за својата точка? Од шминка до психофизичка подготовка. Да, и вие го дадовте малиот одговор. Да, потребна е психичка и физичка подготвеност. Односно, долго време се подготвуваме и тоа трае тој процес, затоа што имаме процес на подготовка на актови, а потоа исто така и нашата подготвеност, односно концентрација, фокусот, затоа што настапите ни траат околу 3 часа до 3,5. Иако навидом изгледа дека е се така лесно, но не е. Ништо не е лесно во ова. Бидејќи живите статуи мора да бидат сепак статуи и покрај тоа што сме живи, а се разбира дека улицата не би рекла дека е комфорт зона. Туку имаме и разни ситуации, згоди и незгоди од минувачи. Сега, кога зборуваме за згодите и незгодите, сигурно да ги игнорирате, нели, во најголема мера, тоа се техники кои што се учат низ годините и се совладуваат, предпоставува. Да, се совладуваат, но не може да се каже дека таа техника може да се користи секогаш, затоа што улицата е нешто ново. Мислам, секогаш се случуваат некои нови работи, непредвидени работи, но да, како што рековте, искуството си го прави своето и разни незгоди се случуваат. Еве, например, ако може да споделам. Да, секако сакаме. На еден фестивал во Бања Лука, Тротоарт, минатата година ми дојде еден така помлад граѓанин од таму, почна да ми кажува вицови. И покрај тоа што беа многу интересни, не се дадов и не се предадов, но сакам да кажам, се обидуваат, многу се обидуваат, но и тука е таа умешност и таа една позитивна енергија која што може да се добие во тој момент. Коригирајте ме ако грешам, вака искуствено, да речеме, од патување онаму каде што сум била во некои поголеми европски метрополи, овој тип на улична уметност е многу почитуван и граѓаните многу се однесуваат со пиетет кон целата ова улична уметност. Ги почитуваат правилата на игра на улица и знаат како да се однесуваат со артистите. Ги научија ли македонците правилата на игра кога станува збор за уличната уметност?
И почетта кон артистите се разбира. На добар пат сме. Добра. Со оглед на тоа дека Статуа Фест и Театроска за прв пат во Скопје го постави овој фестивал во 2017 година. Би рекла дека скопјани, но и целосно на цела територија, граѓаните супер се однесуваат, иако нормално сега има исклучоци, но тоа секогаш и секаде се случува и добро е што е така, затоа што не ни дозволува да бидеме во комфорт зона. Но јас би рекла дека има простори и начини да тоа се да се усоврши и почесто да се случуваат вакви настани, да се случуваат почесто, се разбира, би требало и поддршка од сите. Така, апсолутно. Од каде се црпи инспирација за темите? За изгледот? Од пораката што се пренесува? Така, од секојдневието и од сите оние настани кои што нам ни се случуваат. Нас, како артисти, но исто така и нели како некој што секојдневно се движи по тие некои лавиринти во нашето Скопје, но исто така и од сите она што се случува околу нас или пак во регионот, се зборувам како настан. Колку чини Енџи една жива статуа? Тука мислам на инвестирањето, не само на обуките, часовите кои што се земаат за да се надоградите како артисти. Тука мислам и на облеките, на инвестирањето во шминката, на сето оно што е потрошен материјал, а треба постојано да се набавува. Да, потрошен материјал, затоа е потребно многу. Потребни се многу пари, да. Да, покрај сите техники кои што ние како артисти ги користиме, потребна е една ваква поддршка, која што мислам дека се добива, но доколку се добие уште малку повеќе, би било одлично за нормално за се да изгледа како што треба. Добре, секоја дама, но и во последно време не сите, но и дел од машките кои што се негуваат би прашале за негата на лицата, нели? Кога ги гледаат тие бои и се тоа, се става тешка шминка. Баре ли некоја посебна нега лицето пред, после перформансот? Тоа е театарска шминка, што значи шминката ја вадиме како мислам нормално како што се вади и останатата шминка. Не е потребна некоја посебна нега затоа што тоа не пречи на лицето, туку тоа е намената им е баш таква за боите кои што се користат за лице и за тело. Но имам видено, да речеме, подготовка, еден видео материјал, колку време е потребно за да се подготвите за еден перформанс. Тоа се часови, не е половина час, неколку минути. Трае подготовката, Енџи? Да, трае. Некојаш трае и до 2 часа, затоа што, како што споменав, покрај шминката и облекувањето костимот, да, тука е потребен и тој преминиве, например, од јас, Енџи, како артист во актот. Така што тука правиме и вежби и за концентрација, и за фокус, но исто така и за загревање на телото, бидејќи околу 3 часа, 3,5 часа и не е мал временски период за да се стои на улица и да се биде фокусиран. Само сакав да додадам за 1 април колку часа губиме за подготовка на маски, тоа сакам да прашам, и тоа само за еден ден во годината. Кога ги споменавме веќе фестивалите и перформансите, постои ли да речеме одреден фестивал или одредено искуство кое што го памтите низ годиниве и подобро, но некоја непријатно дополнително? Искрено, мислам, ова не е никакво ни клише, ни ништо друго поинаку. Навистина, каде да сме отишле, сме били добро пречекани, како и од организаторите, така и од публиката. Така што сите фестивали, овие неколку години, како што јас сум дел од Театроск, не паметам некоја незгода или негативно мислење, туку баш напротив, секаде убаво сме си поминали и сме се вратиле со многу повеќе знаење, затоа што колку и ние и да сме го завршиле тој факултет за драмски уметности и сме оделе дополнително на работилници конкретно за оваа насока, сепак секој ново искуство е ново знаење. Така што во моите сеќавања има само позитивни искуства и позитивни работи поврзани со фестивалите, како и во Хрватска, Бања Лука, во Германија, годините наназад, Косова, и се разбира тука во Македонија. Интересна ми е случката во Бања Лука, да дојде човек до тебе да ти кажува вицеви. И тоа е негово изразување на некој начин на уметноста, добра досета. Ама и тоа е умешност, да поседуваш некоја вештина за да успеам да ти спровоцирам. Кога сме кај вештините и успешноста да се спровоцирам, морам да прашам. Одговорот на ова прашање ќе биде добре ден за сите мајки, и за татковците, како ние како родители да останеме имуни на излегување со дете во маркет и на мамо, нели? Или седите дома и кога можете да се замрзнете во една поза па да видите каква реакција ќе има. Умешност, Енџи, на абстрахирање на надворешните звуци.
Видете, во секој случај ние покрај тоа што успеваме нели да не се помрднеме или да не изреагираме вербално да не вратиме, сепак мора да бидеме тука присутни и да бидеме свесни за тоа што се случува околу нас, затоа што само така ќе знаеме како би изреагирале мирно, но во некоја следна ситуација. Така што мора да бидеме свесни и умот да не биде таму каде што сме во моментот. Вие сте мојот идол денеска. При крајот разговорот што после центарските улици, дали имаме најава периодов за некои гостувања некаде надвор? По центарските улици во веќе следниот месец следува долгоочекуваниот Статуа фест токму во центарот на градот во Скопје, а веќе од јуни па натака се очекуваат и гостување надвор од земјава, но за гостувањето во наредна прилика. Да, апсолутно. Па може и да некогаш кога ќе ги подготвувате, ако вака рано наутро се подготвувате за Статуа фест, да ви дојдеме со камера па да видиме како изгледа. Одлично, затоа што може би не делува така, но сепак артистите и сите што се занимаваат со уметност сепак се раднобудници. Да. Инџи, благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. Ние секако се гледаме и за најава на Статуа фест, па и на улица, а ги покануваме нашите граѓани в понеделник 18 часот и 30 минути на улица Македонија. Благодарам. Благодарам. Ви благодарам. Ајде, Вана. Како само ова звучи, ајде ќе ти кажам за време на вестите. Ај, Ване, ама кога ќе го споиш, ајде, добро. Да, ајде, Ване, кажам. Ето тоа е тоа. 8 часот време. Не, се шегувам, тоа ми од детство си го влечам, од семејството. Така, знаја некогаш досетки и шеги на моја сметка да кажат. Време е за вестите во 8 часот, да го слушнеме и првото информативно издание и погледнеме за денеска.